Утре треба да се одржи конгресот на ФИФА, а европските фудбалски федерации вечерва на состанок се обидуваат да изградат став со кој што ќе настапат на утрешниот конгрес и изборен практично, каде што Блатер бара нов мандат. Таму е и претседателот на Фудбалската федерација на Македонија Илче Георгиевски, а со нас е Златко Андоновски, портпаролот на Фудбалската федерација на Македонија, кој е во постојан контакт со претседателот, па еве од прва рака ќе ни каже што точно денеска се случува и како одат работите во Цирих во предвечерието на конгресот на ФИФА. Андоновски, добре да вовестите на Канал 5, комплицирана ситуацијата во Цирих денеска и ден пред конгресот утрешен на ФИФА. Единствениот кој ликува веројатно е Диего Армандо Марадона, имајќи предвид кои се релациите со претседателот на ФИФА Сеп Блатер. Фудбалската федерација на Македонија ќе ја поддржи секоја одлука која што ќе ја донесе извршниот комитет на УЕФА. Ќе видиме на кој начин ќе се однесуваат членките на УЕФА, дали ќе има бојкот на изборот за претседател на ФИФА. Мишел Платини, претседателот на УЕФА, истакна на пресконференција дека бара одложување на изборите за претседател на ФИФА за 6 месеци. Категорично тоа неофицијално го одбил Сеп Блатер. Ќе видиме на кој начин ќе се однесуваат вечерва, која ќе биде одлуката и дали ќе има утре избор за претседател на ФИФА или не. Значи се уште е неизвестно дали изборот ќе се одржи или не. Според ФИФА, изборот ќе се одржи, Сеп Блатер оди на нов 4-годишен мандат, се друго е на база на шпекулации. Реков дека претседателот на Фудбалската федерација на Македонија Илче Георгиевски е таму во Цирих, вечерва присуствува на тој состанок на УЕФА, во постојан контакт си со него, неговите впечатоци? Неговите впечатоци се тие дека ние мораме да ја поддржуваме нашата база, база е УЕФА, ние сме Европска федерација, на тој начин и се однесуваме. Тоа значи дека ќе ја поддржиме секоја одлука која што ќе донесе извршниот комитет на УЕФА на вечерашниот состанок. Што велат шпекулациите, разговорите во куларите, дали се загрозени светските првенства во Катар и во Русија? Тешко прашање, комплексен одговор, доколку се прашува спортската јавност, искрените поддржувачи на фудбалот тогаш да, доколку се прашуваат тие кои носат одлука, тоа се челниците на ФИФА, тогаш не е доведено во прашање ниту светското првенство во Катар, ниту тоа во Русија 2022. Одиме на наше ниво, тука денеска новиот селектор Љубенко Друловиќ го објави списокот фудбалери што ќе треба да се спротивстават на Словачка во квалификацијскиот надпревар во јуни. Некакви нови ветришта со смената? Љубенко Друловиќ на денешната пресконференција прати една многу важна порака, тоа дека на овој тим му треба силен тимски дух, но уште повеќе му требаат професионалци во тимот во вистинска смисла на зборот. Тоа се однесува пред се на играчите не само за квалитетот на фудбалерите, туку и за моралните и човечките карактеристики кои ги поседуваат тие 23-ца, и ние сметаме дека доколку тие карактеристики ги најде во овие 23-ца повикани за надпреварот во Словачка, тогаш нема да има многу поместувања во однос на играчкиот кадар и за наредните надпревари, се во зависност од тоа дали Горан Пандев ќе биде подготвен за да им се приклучи на репрезентативните колеги во септември, сега не е, и на тој начин веројатно ќе се однесуваат и навивачите, доколку вистинските поддржувачи на секоја репрезентација сватат дека тие играчи или осетат дека тие играчи го даваат најдоброто од себе, тогаш ќе ги поддржат па макар и во пораз. Денеска при објавувањето на списокот се почувствува дека ова сега што се работи е некаква увертира за наредниот циклус? Имаме тројца дебитанти, неколку повратници во тимот. Просекот на години е 23-24, тоа значи дека овие 5 надпревари веројатно ќе треба да се создаде базата која што ќе не носи во следниот квалификацијски циклус. Леонард Жута и Столе Димитриевски се новите играчи кои се повикани од младинската репрезентација, веќе немаат право за настап до селекцијата до 21 година, и голманот Гачевски од Брегалница кој што постави рекорд по бројот на минути без да ја вади топката од својата мрежа. Сите други се повратници, добро познати на македонската фудбалска јавност, и Друловиќ и сите околу него се надеваат дека конечно ќе може да го склопи тој колектив кој што му треба, а не индивидуален квалитет кој што едноставно не носи резултати, дека ќе ја прекинеме таа лоша серија на порази и неуспеси. Андоновски, благодарам за учеството и за овие информации и од Цирих и од кај нас, и посакуваме успех на репрезентацијата против словаците. Поздрав се, убаво.